Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Доаѓаме до глава 22 од книгата Создавање, по која е опишана последната криза од животот на Авраам. Всушност, Бог не можеше да побара од Авраам нешто потешко од ова, да го жртвува својот син и со тоа да направи нешто кое е спротивно на се што знаеше за Бог. Авраам знаеше дека принесувањето на човечки жртви е погрешно и дека Бог ги осудува таквите дела. Авраам и Евангелието. Едно од најважните нешта за настанот во кој Авраам го принесува својот син е тоа што преку таа случка Бог најавува дека еден ден ќе дојде спасителот на луѓето, кој ќе го даде својот живот за нивното спасение. Мислам дека тоа е најважната лекција што можеме и треба да ја научиме од текстот. Минатиот пат видовме дека Авраам требаше да го принесе својот син на истото место, на кое многу години подоцна беше распнат Исус Христос. Не само тоа, туку Авраам рече дека Бог ќе даде јагне за жртва. Наместо јагне, на него и неговиот син им беше даден овен. Сепак, околу 1900 години подоцна, Бог навистина прати јагне кое беше жртвувано. Бог го спречи Авраам да го убие својот син, а причината за тоа е оти таквото дело е погрешно. Бог го поштеди синот на Авраам, но не и својот син, кој беше распнат за нашите гревови. Ке ги прочитам повторно стиховите 17 и 18. Јас ке те благословам и преблагословам, и потомството твое ке го умножам и преумножам како звездите на небото и како песокот на морскиот брег. А потомците твои ке ги завладеат градовите на непријателите своји. И ке бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша мојот глас. Бог му вели на Авраам: и ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата. Зашто станува збор тука? Кое потомство? Во посланието до Галатјаните 3:16, апостолот Павле дава толкување на овие зборови. Ке го прочитам стихот. Но ветувањата му беа дадени на Авраам и на семето негово. Не е речено и на семињата, како за мнозина, туку како за еден, и на семето твое, кое е Христос. Самата Библија ни кажува што значи ветувањето на Бог. Во стих 8 од глава 3 од посланието до Галатјаните, Павле пишува: и писмото, предвидувајќи дека Бог преку вера ги оправдува незнабожците, однапред му благовести на Авраам: во тебе ќе бидат благословени сите народи. Бог му го објави Евангелието на Авраам. Кога се случи тоа? Откако Авраам беше послушен и беше подготвен да го принесе својот син Исак, Бог му кажа: во тебе ќе бидат благословени сите народи. Тоа се случи поради Христос. Во стих 18 пишува: и ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата. Тука сакам да кажам нешто што многу често се занемарува во врска со овие стихови. Кога ја читаме Библијата, понекогаш претпоставуваме дека Авраам, Исак, Јаков и сите останати старозаветни ликови биле големи и важни луѓе, но сепак не биле умни колку нас. Имале некакво знаење, но не знаат толку многу колку што знаеме ние денес, затоа што ние го имаме Новиот Завет. Јас лично сметам дека Авраам знаеше многу повеќе за Христос и Евангелието од што мислиме. Всушност, самиот Господ Исус рече: Авраам, таткото ваш, би се зарадувал да го види мојот ден. И го виде, и се зарадува. Самото тоа што Авраам го принесува својот син на гората Морија е слика на Христовата жртва и воскресение. Поминаа 3 дена од моментот кога Бог му рече на Авраам да го принесе Исак како жртва, до моментот кога Авраам го положи Исак на жртвеникот. На третиот ден, Бог му го врати жив синот на Авраам. Тоа е слика на смртта на Христос и воскресението, кое се случи по 3 дена. Покрај тоа, Павле вели дека Бог му го објави Евангелието на Авраам. Тоа е многу важно да го имаме на ум. Авраам се враќа во Вирсавија. Ке го прочитаме стих 19. Тогаш Авраам се врати кај слугите своји и се кренаа, па се вратија заедно во Вирсавија. И живееше Авраам во Вирсавија. Во следниот стих ни е откриен еден детал кој е поврзан со поширокото семејство на Авраам. Да го прочитаме стих 20 заедно.
По тие настани му јавија на Авраам: Ете, и Милка му роди синови на братот твој Нахор. Станува збор за Нахор, братот на Авраам, кој остана да живее во Харан. На неговата семејна лоза не и се обрнува многу внимание во Библијата. Подоцна ќе биде спомната, но не детално. Немам намера да навлегувам во коментирање на останатите стихови од оваа глава, бидејќи не се многу важни за тоа што сакаме да го постигнеме со проучувањето на животот на Авраам. Ако сакате, можете да ги прочитате, и тоа ќе ви биде добра вежба со која ќе научите да читате и изговарате необични имиња. Интересно е да се направи тоа, но не се вклопува со целта на нашето проучување. Глава 23. Смртта и погребувањето на Сара. Доаѓаме до глава 23, во која е запишана смртта на Сара и моментот кога Авраам купува пештера во која ќе ја погребе својата сопруга. Станува збор за пештерата, наречена Махпела. Ќе ги прочитам првите 2 стиха од оваа глава. Сара поживеа 127 години. Тоа се годините на Сариниот живот. И умре Сара во градот Киријат Арба, а тоа е Хеврон, во земјата Ханаанска. И дојде Авраам да ја изжали и да ја исплаче. По текстот пишува дека Сара имаше 127 години кога почина. Кога го роди Исак, таа имаше 90 години. Почина во градот Киријат Арба, во Хеврон. Во стиховите кои ќе ги читаме, ќе забележите дека за да ја погребе, Авраам требаше да купи пештера во земјата која Бог вети дека ќе му ја даде. Верувам дека една од причините зошто Авраам не ја погреба Сара на друго место е бидејќи веруваше од еден ден Бог на вистина ќе ми ја даде таа земја на неговите потомци. Ќе продолжам со читање и обработка на следните стихови. Иако станува збор за текст во кој пишува за подготовка на погреб и не е интересен како другите, сепак во него има некои важни духовни вистини. Стихови 3 и 4. А кога се оддели Авраам од покојницата своја, им рече на синовите Хетеови велејки: Странец сум и придојден кај вас. Дајте ми да имам гроб кај вас, за да ја погребам покојницата своја. Иако се наоѓа во ветената земја која Бог ќе им ја даде на неговите потомци, сепак Авраам се нарекува себе си странец и придојден. Стихови 5 и 6. А синовите Хетеови му одговорија на Авраам велејки: Чуј не, господаре наш, ти си кнез Божи меѓу нас. Погреби ја покојницата своја во најдоброто од нашите места за погреб. Никој меѓу нас нема да ти го одбие погребното место, за да можеш да ја погребеш покојницата своја таму. Синовите на Хет кои живееја во таа област му дадоа многу великодушна понуда на Авраам. Тие му рекоа: Самиот ти одбери си место каде сакаш да ја погребеш Сара и твое е. Нам ќе ни биде мило да ти помогнеме. Очигледно е дека Авраам оставил многу добар впечаток кај нив, бидејќи го нарекуваат кнез Божи. Неговото влијание таму сигурно било големо. Стихови 7 до 9. Тога стана Авраам и му се поклони на народот од земјата на синовите Хетеови и им рече велејки: Ако сакате да ја погребам покојницата своја, послушајте ми. Речете му за мене на Ефрон, синот Цохаров. Нека ми ја даде пештерата Махпела, која е на крајот од нивата негова. За пари нека ми ја даде, колку што чини, за да имам гробница меѓу вас. Авраам сакаше да ја погребе Сара во пештелата Махпела, но не сакаше да ја земе бесплатно, туку да ја купи. Со други зборови, сето дека Бог не му ја даде таа земја, тој ќе го купува со пари тоа што му е потребно. Во овие стихови тој всушност купува место за погреб. Причината зошто ја погребува Сара во таа област, а не на друго место, е затоа што неговите потомци ќе го поседуваат тоа парче земја во иднина. Додека ја читам и проучувам Библијата, забележувам дека покрај другото, во неа пишува за 2 Божји цели кои се поврзани со идните времиња. Бог има одредена цел со земјата на која живееме, но и со небото. Првата цел се однесува на земјата на која живееме. Писмото ни кажува дека еден ден овој свет во кој живееме ќе биде обновен и ќе има ново небо и нова земја. Важно е да разбереме дека светот ќе продолжи да постои и оние кои се спасени ќе живеат во него. Тоа е ветувањето кое Бог му го даде на Авраам за неговите потомци. Верувам дека светот на кој моментално живееме нема да биде целосно уништен. Бог нема да го фрли во отпад. Наместо тоа, ќе го замени со понов модел,
ако смеам така да се изразам. Новото небо и новата земја ќе постојат вечно, а на нив ќе живеат луѓе. Тоа е надежта на Авраам. Тој сакаше да биде погребан на местото кое Бог му го вети, затоа што кога ќе се случи воскресението, тој и Сара ќе воскреснат од таа земја. Не само тие двајца, туку и милиони други луѓе кои ќе бидат воскреснати од мртвите, затоа што нивната надеж била во Бог. Тоа е надеж поврзана со земјата на која живееме. За време на последната вечера во горната соба, Господ Исус разговараше со своите ученици, на кои писмото им беше познато. Разговарајќи, тој им рече: да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот отец има многу места за живење. А да немаше, зарем јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место? Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Станува збор за новиот Ерусалим. Тоа е место кое Бог го подготвува и место каде што црквата ќе биде еден ден. Тоа место ќе биде вечното пребивалиште на црквата. Мислам дека оваа идеја им беше сосема непозната на првите ученици. А за жал, непозната е и за многу христијани денес. Бог никогаш не му кажа на Авраам дека ќе го земе од оваа земја и ќе го однесе на небото. Тој постојано му велеше: ќе ти ја дадам оваа земја. Авраам му веруваше на Бог и затоа сакаше да биде погребан на тоа место. Сето ова, кое го читаме во библискиот текст, се случува во Хеврон. Кога бевме на патување во Израел, го посетивме ова место. Денес, на самата локација има изградено џамија. Всушност, кога бевме на посета во Израел, каде и да одевме се чувствував безбедно, освен во Хеврон. Ни беше кажано да бидеме внимателни, бидејќи локалното население од тоа место е непријателски настроено кон туристите кои доаѓаат на посета. Се разбира, не пуштија да влеземе во џамијата, затоа што сакаа да заработат пари со продажба на влезници. Во џамијата имаше една дупка која води до пештера, за која се верува дека е местото каде се погребани Авраам, Сара, Исак и Ревека. Сите тие имаа надеж дека еден ден ќе бидат воскреснати. Нивната надеж беше поврзана со животот на земјата. Од друга страна, надежта на христијаните е небесната надеж. Се надевам дека со моето објаснување барем малку ви помогнав да ја разберете причината зошто земјата му беше толку важна на Авраам. Авраам сака да ја купи пештерата. Забележете како се правило тоа во нивната култура. А Ефрон седеше меѓу синовите Хетеови. И му одговори Ефрон хитиецот на Авраам пред синовите Хетеови, и тоа гласно да чујат сите кои влегуваа низ градските порти, велејки: не, господаре, послушај ме, нивата и пештерата во неа ти ја давам, пред синовите на народот мој ти ја подарувам, погреби ја покојницата своја. А Авраам му се поклони на народот од таа земја. Забележете ја великодушноста на луѓето од оваа област, особено на Ефрон. Авраам му се поклони на народот од таа земја. Очигледно е дека луѓето во тоа време знаеле да се однесуваат добро. Ние денес мислиме дека луѓето во тоа време и во таа култура биле како пештерски луѓе кои се однесувале нецивилизирано. Иако некогаш имаме таков став за нив, сепак мислам дека ако старозаветните мажи и жени живееат денес помеѓу нас, тие ќе го помислеа истото за нас. Стих 13. И му рече на Ефрон гласно пред сиот народ, велејки: ако сакаш, почуј ме, ќе ти дадам колку што чини нивата. Земи од мене, па тогаш ќе ја погребам покојницата своја таму. А Ефрон му одговори на Авраам и рече: Господаре мој, чуј ме, земјата чини 400 шекели сребро. Што е тоа за мене и за тебе? Затоа погреби ја покојницата твоја. И Авраам, откако го ислуша Ефрон, му го измери среброто што го кажа тој пред синовите Хетеови. 400 шекели сребро, како што врвеше тогаш меѓу трговците. Тоа бил начинот на кој се купувала земја во тоа време. И кај нивата Ефронова, кај Махпела спроти Мамре, нивата и пештерата што е во неа, и сите дрвја во нивата и во нејзините предели наоколу, станаа сопственост на Авраам пред синовите Хетеови, пред сите кои влегуваа во тој град. Потоа ја погреба Авраам Сара, жената своја, во пештерата Махпела, на нивата спроти Мамре, а тоа е Хеврон, во земјата Ханаанска. Така Авраам ја придоби од синовите Хетеови нивата и пештерата во неа, за да има сопствена гробница. Како што веќе реков,
Денес на тоа место има изградено џамија. И според исламската традиција, таа џамија се смета за втор или трет најважен храм во светот. Има многу убави џамии во Каиро и на други места. Некои од нив се апсолутно прекрасни. Најважните џамии се наоѓаат во Мека, а не сум сигурен дали втората по важност е таа во Хеврон или онаа која е изградена во Ерусалим. Ова е многу важно место и причината зошто таму е изградена џамија е оти дел од муслиманите се исто така потомци на Авраам. Тука се крие важноста на оваа глава. А тоа место ќе биде многу важно бидејќи Исак ќе биде погребан таму. Не само тоа, туку и Јаков кој живееше и почина во Египет, посака да биде погребан на истото место, а неговата желба беше исполнета. Глава 24. Вовет. Сопруга за Исак. Доаѓаме до глава 24, во која Авраам го праќа својот слуга во Месопотамија, во земјата Харан, со цел да најде жена за неговиот син Исак. Слугата оди таму и се враќа назад со Ревека. За мене, ова е една од поубавите глави во Библијата. Во неја читаме за прекрасна љубовна приказна. Денес нема да ја читаме целата глава, но ќе дадам мал вовед во тоа што се случува. Покрај другото, во овој текст дознаваме дека на Бог му е важно со кого стапуваме во брак. Ако си жена, на Бог му е важно кој ќе биде твојот сопруг. Ако си маж, на Бог му е важно која ќе биде твојата сопруга. Бог сака да биде вклучен во процесот на избирање брачен сопружник. Од тоа што го видовме досега, Бог на човечкиот род му даде две нешта. Првото е бракот, а второто е смртната казна, односно владетели кои ќе спроведуваат правда. Овие две нешта се многу важни и кога се нарушени, во општеството ќе настане хаос. Домот е основата на секое општество. Бог го знае тоа и токму затоа им заповеда на луѓето да стапуваат во брак и да создаваат семејства. Не само тоа, туку и оние кои спроведуваат правда се исто така многу важни и треба да имаат авторитет да одземат нечiji живот, со цел да заштитат нечiji живот. Човечкиот живот е свет и таа светост треба да се почитува. Тоа е една од причините зашто Бог ги даде тие принципи. Од оваа глава читаме дека на Бог му е важен нашиот брачен живот и прекрасно е кога на Бог му дозволуваме да има удел во него. Првото чудо кое Господ Исус го направи беше претворање на вода во вино на свадбата во Кана Галилејска. Не знам на колку свадби отишол Исус за време на неговиот живот, но на една бил сигурно. Ке го прочитам првиот стих од глава 24. А Авраам беше веќе стари во години. Господ го беше благословил во се. Авраам ке го прати слугата да најде сопруга за Исак. Затоа ќе размислуваме следниот пат. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.